Мерката за намалување на ДДВ-то за горивата на 10% е недоволна и за доцнета. Потребни се повеќе мерки кои ќе бидат таргетирани пред се за најранливите категории на граѓани, порачуваат дел од економистите. Многу повеќе мерки од овие што досега се направени, бидејќи мое лично мислење дека е овај нафтен шок и оваа криза е многу посилна од онаа што беше во 2022 година. Меѓутоа, сите анализи покажуваат дека потенцијалот на оваа последнава нафтена криза да ја зголеми инфлацијата е 3 пати поголем и ми се чини дека многу подобри ефекти може да се постигнат директно ако се намалат акцизите, бидејќи тоа директно влијае на цената. Исто така треба да се засили улогата, местото, значењето на антимонополската контрола и на инспекциите. Економистите предупредуваат на опасност од растечка инфлација, која без таргетирани мерки може да загрози поголем број на граѓани, особено оние кои живеат на линијата на сиромаштија. Значи, мерката има два недостатоци што ја презема владата. Прво е недоволна и второ е закаснела. Она што треба да го направи владата е да донесе мерки и да ги каже во јавноста јасно и гласно што понатаму ќе прави во однос на покачувањето и движењето на цената на нафтените деривати. Кај нас инфлацијата стана хронична. Не е страшна, не е хиперинфлација, но е хронична. И ние точно знаеме полека дека сме цедени. Каква и мерка да преземете, некој мора да го прати трошокот. Или ќе го плати државата преку даноците на сите граѓани, или ќе го прати бизнисот преку зголемување на нивните цени, односно зголемување на нивните трошоци, или ќе го платат граѓаните со намалување на нивниот стандард. Најдобро сценарио е секој да учествува во својот дел, односно секој да има доволно, односно да поднесе дел од овој ризик во кој се наоѓаме. Мерката за намалување на ДДВ-то за горивата од 18 на 10% ќе трае 2 недели. Со ваквата одлука според владата се штити стандардот на граѓаните, но не е исклучено и да се донесат и дополнителни мерки. Главниот адут на владата е дека Македонија во однос на земјите од регионот има најниски цени на горива. Од владата уверуваат дека состојбата со снабдувањето е стабилна.